Токму така, коцкањето одамна не е маргинална појава, денеска практично е присутна на секој чекор во физички објекти, на интернет, во реклами, па дури и по содржини што ги следат младите на социјалните мрежи и, нормално или не, расте бројот на деца и адолесценти кои што се впуштаат во игри на среќа, а дел од нив развиваат и сериозен проблем. Затоа колку е распространет овој феномен, зошто младите се особено ранлива категорија и какви секако решенија постојат, како што видовме и предмалку во најавата, овдека во студиото, ќе посекам добро утро на психијатарката и психотерапевтката, асистент доктор Адријана Богдановска-Тоскик од Универзитетската клиника за психијатрија. Доктор, ке ви благодарам што ја прифативте поканата и ова утро сте заедно со нас во Јасака Македонија. Изборуваме за еден горлив посе изгледа проблем кој што е класифициран во зависност како и останатите зависности. Пред се добри ни дојдовте и на самиот почеток еве, според Институтот за јавно здравје, речиси секој четврти ученик средношколец пријавил дека се коцкал во последната година. Од ваша клиничка пракса, дали навистина гледате зголемување на бројот на млади со проблеми со коцкање и адолесценти па и возрастни? Најпрво добро утро, благодарам за поканата. Од каде да почнем? Младите се најризична популација во врска со коцкањето и тоа возрастна популација од 18 до 25 години, со посебен акцент на млади машки лица. Не дека и жените не се засегнати, но тие обично почнуваат со коцкање како пракса и патолошка појава дури во подоцнежна возраст. Додека кај мажите се јавува овој феномен во порана возраст, како што спомнавте, ова е зачестена појава. Самиот факт дека секој четврти младинец пробал да се коцка, значи дека има многу притисок од околината, од средината, како и тенденција кон нормализација, што воопшто не е нормална, туку е патолошка појава. Би истакнала дека некаде некои статистики говорат дека околу 2% од населението злоупотребува и има тенденција кон развивање на зависност од коцкање. Како што веќе спомнав, од 18 до 25 години е најризичната популација, додека најмногу со веќе развиена зависност од коцкање се на возраст од 30 и 35 до кај 50 години. Дали бројката е алармантна според она клиничка пракса која што вие имате кај нас? Кога станува збор за овој феномен, коцкањето се уште постои и срам и стигма кај луѓето да пријават дека имаат некаков проблем. Но од она што на пракса се случува на клиниката за психијатрија, се охрабруваат ли луѓето да побараат помош? Можам да кажам дека се охрабруваат да побараат помош. Доста често тоа е под притисок на семејството, доста често е тоа поради појава на други симптоми и коморбидитети што се јавуваат кај лицата, но се уште не во доволна мера. Многу битен момент е воспоставување на мотивацијата за лекување и воспоставување на контакт со самиот лекар или терапевт со кој ќе се работи понатаму, бидејќи ова е сложено заболување кој бара мултимодален, мултидисциплинарен пристап. Добро, колку практично оние кои што се коцкаат го препознаваат ова како ризик или пак го доживуваат како нормална забава? Видете, прво мораме малце да продискутираме за причините кои доведуваат околу оваа појава. Причините се биолошки, многу слични како причините за развој на зависност од било која психоактивна супстанца. Значи, нарушување на невротрансмитерски систем, хормонален дисбаланс може да се јави. Потоа некоја генетска предиспозиција, некои истражувања говорат во прилог на генетска предиспонираност, фактори од околина, како пример, како стимулација и секако лични индивидуални фактори, каде што коцкањето како феномен служи за разрешување на некои внатрешни конфликти, а има и една нарцистичка компонента, а тоа е коцкањето, самиот акт, на една гратификација, на едно чувство на моќ, на едно чувство на контрола. И тука ова нас ни е битно од аспект на третман,
како се да опфатиме за да можеме да помогнеме на одредено лице. Значи да ги откриеме внатрешните фактори и да делуваме исто преку медикаменти врз биолошките фактори, како и психотераписки не само на внатрешните, туку и на микро и макросоцијалните стимулантивни феномени. И уште една карактеристика на лицата кои се коцкаат, а тоа е импулсивност, тенденција кон брзо разрешување на внатрешни конфликти, тенденција кон брзо задоволување на потреби, вкомпонирано нели со онаа нарцистичка гратификација и вкомпонирано со оној социјален феномен, а тоа е трката за материјална добробит. Така. Спомнавте дека со самото коцкање доаѓаат и коморбидитетите. Речиси, секој проблематичен коцкар ги има тие проблеми како анксиозност, депресија или самите долгови. Кои се најчестите последици што ги гледате кај младите и кај воопшто популацијата која што има проблем со коцкањето? Прво, тие коморбидитети може да се јават и како пред развитокот на зависност од коцкање, а доста често се јавуваат и како компликација од целата таа појава. Како што веќе кажавте, анксиозноста, депресивноста, дури може да влезат во длабоки депресивни состојби, зголемен е ризикот и за суицид кај луѓе кои веќе долги години се коцкаат и се западнати во големи долгови. И неретко се јавува таков феномен. Колку коцкањето го погодува целото семејство, а не само индивидуата? Па еден од критериумите за да прогласиме дека е развиена зависност е токму тоа, нарушување на фамилиарниот, социјалниот, работната функционалност. Значи, секој сегмент од животот на поединецот е зафатен и тука и карактеристиката на зависноста што покрај сите негативни последици и понатаму се продолжува со активноста. Ајде малку околу помошти и лекување. Во Македонија веќе функционира специјализиран кабинет за третман на лица со потешкоти и со коцкање на клиниката за психијатрија. Може ли да им објасниме на гледачите што представува овој кабинет и како може да им помогне на луѓето кои што имаат проблем? Кабинетот е отворен на иницијатива и идеја на професор доктор Славица Арсова, директор на клиниката. Токму во очувањето на зголемениот број на вакви лица, на интензивирање и на проблематиката, и на лична, но и социјална, доведе до отварање на овој кабинет пред околу една година. Идејата е да им се каже на овие лица дека не мора да лутаат, туку дека може да се обратат за помош токму поради проблемот што го имаат. Да некако поддиректно се воспостави врската со психијатар, психотерапевт и се отпочне третманот. Се оди со закажан мој термин? Да, со закажан мој термин. Иако би сакала да нагласам дека ако нема доволно термини или ако дека тоа не значи недостапност до третман, потребно е да се воспостави контакт со терапевтот, психијатар, психотерапевт и да се почне третманот, па ако има потреба и ние можеме да ги преупатиме токму во кабинетот. Како изгледа едно лекување на зависникот од коцка? Што е оно што прво мора да го направи и како постапката се одвива после тоа? Колку трае долго тој процес на одвикнување од зависноста од коцкање? Вака, нема еднозначен одговор на ова прашање, бидејќи третманот е индивидуализиран. Значи, зависи од секоја личност посебно. Има луѓе на кои има доволно само советување или психотерапија, и тоа ќе зависи нели од личноста и од терапевтот, модалитетот на психотерапија, додека има луѓе на кои им е потребна и медикација и сапорт, па потоа може би да влезат во еден психотераписки процес. Болестите на зависност се тешки, сложени болести за третман и од тие причини не би се дозволила да кажам за толку и толку ќе се излекува, нити па дека кај секој ќе биде успешно. Во однос на тоа што би им препорачале на родителите кои се сомневаат дека нивното дете има проблем?
Може ли тоа Па вака, ја би семејството да го апелирала до препознае? родителите, некако како да токму функционалноста или дисфункционалноста во семејството е еден од факторите за развој на патолошко коцкање. И тука, веројатно, подобрена комуникација, поголем сензибилитет за индивидуата, ќе делува и превентивно и куративно. Како општество, што би можеле да направиме за да спречиме уште повеќе луѓе да влезат во еден ваков проблем? Па, овој разговор е веќе дел од таа иницијатива за подигнување на свесноста. Може би развој на програми кои би оделе во средните училишта за поголема едукација, за представување на ризикот од коцкање, понатамошните последици, до каде се тоа води, бидејќи на младите лица верувам дека им се чини дека нема врска сега, ќе пробам, не значи Не се дека станува тоа така не лесно се или станува така зависена од лесно. ствари, да. Секако достапноста до коцкарници, до можност за коцкање, мада има проблеми со интернет коцкање, која е на граница на легалност. Така. Има и такви појави каде луѓе многу заглавиле со интернет коцкање. Достапноста и може би и спрегата коцка и брзи кредити. Колку или која ќе биде вашата најважна порака и до младите и до родителите во однос на оваа цела проблематика? Па постојат многу убави начини на сопствен развој, многу пофини и поконструктивни начини на разрешување на сопствените проблеми. На вистина таа популација е посебно вулнерабилна, во смисол на сакаат да излезат од светот на децата, да влезат бргу во светот на возрастните, но тоа е процес кој трае и секако треба поддршка и семена и од нас како општество. Доктор Тоцкиќ, ви благодарам за разговорот и за пораките кои ова утро ги споделивте заедно со вас. Она што можам да заклучам е дека зависноста од коцкањето не е слабост, туку е здравствен проблем и добрата работа е што сепак постои помош, тука е клиниката за психијатрија и нека биде ова апел и до оние кои што не гледаат, доколку вие или пак некој ваш близок се сочува со вакви потешкоти, секако дека мора да се побара стручна помош. Секако. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување и за